Колку од 750 пензионери ќе се снајдат да набават огрев за престојната сезона, а колку ќе извисат е прашањето кое стана актуелно по раскинувањето на договорите помеѓу Сдруженијето на пензионери и добавувачите. Како гром од ведро небо меѓу пензионерите прострои веста дека нема да добијат дрва, иако ги платиле доспејаните рати, без разлика што парите ќе им бидат вратени во целосен износ. Прво затоа што до стартот на грејната сезона преостануваат уште нецели 3 месеци, а второ заради разликата во цената од набавка преку јавното претпријатие Македонски шуми наспроти од приватни сектори со огревно дрво. Во Сдруженијето на пензионери се немокни да обезбедат алтернативно решение, но гарантираат целосен поврат на уплатите, чиј вкупен износ е околу 10 милиони денари. Сдруженијето на пензионери на општина Кочани, како во миналите 14 години, така и во ова година, како главна задача ги беше обезбедување на огрев и вода за дел на пензионерите кои што сакат помош од Сдруженијето и да се обезбеде огревно дрво. Меѓутоа, на време подпишавме договори со две предпријатија, још во месец февруар, у почетокот. Едно е од Пешчево, Макс Транс, кој што има договорна врска да обезбедат дрва за 550 пензионера и за 214 една кочанска фирма Југланс, која што требаше да обезбеде дрва од осоговието. Меѓутоа, познато ви е да имаше лани пожар во осоговието и поготово далеко поголем и појак дека направи штета на шумите во Морешевијата, Морешевските планини. Ние гледајќи оти поминува и месец април и почиња и мај, а дрва не се носат, веднаш преземаме ги сите мерки, ушто е проблемот. Проблемот беше што владата у тие зони каде што има и осоговието и Морешевијата посебно, каде што имаше пожари миналата година, забрани сеча на дрва за овие 2 години, 22 и 23 и остави простор само да се прочистат опожарените дрва и шума, додека сеча на ново дрво не дозволува. Така да мали количини на залиха, ако имаше некој, тие беа мали и тие ги продадува. Кај нас почна се работи за поголема количина на дрва, не добија дозвола тие предпријатија да влезат во шумата и да извршат сеча и припрема за носење на дрво на нашите пензионери. Не на нашите, него и на другите, беа откажани. Најголем број од пензионерите се револтирани поради ваквиот епилог со обезбедувањето со огревно дрво, бидејќи сега пред нив е сериозен проблем, кој не знаат дали и како ќе го решат. Со парите кои ќе им бидат вратени, одвај ќе можат да купат околу 4 метри простори, бука или дап, бидејќи на слободниот пазар цените се повисоки и секојдневно растат. Некои сметаат дека државата ќе треба да им го реши проблемот и со набавката и со цената, бидејќи тие не сносат никаква одговорност за неиспораката. Образложението поврзано со пожарите и намалената сеча не држи, бидејќи одговорните имаат цела година да испланираат и скројат план како да го реализираат снабдувањето со огрев. Загрижува тоа што во делови од државата огревно дрво се извезува во други земји, а овде нема за граѓаните. Едно е сигурно, по овој стратешки кикс на одговорните, значителен број од 750 пензионери ќе останат без дрва, бидејќи дел од нив немаат доволно средства за да си купат потребни количини, а тие што ќе се снајдат, тоа ќе ги чини значително поскапо. Како тргнало престои грејна сезона колку да не се замрзне. После се наметнува прашањето: каква зима им престои на граѓаните?